8 години по поставувањето на камен темелникот на православниот храм Свето Преображение во Кочани, се најавува дека конечно ќе започне неговата изградба. Локацијата во Стопанскиот двор на Водостопанство Брегалница, што е обрасната во грмушки, се уште не покажува оти овде нешто треба да се гради, но од локалната самоуправа велат дека сликата наскоро ќе се смени. Се правеле сериозни договори за почеток на градежните активности, зашто веќе имало и конкретен проект добиен од Брегалничката епархија. Според техничките карактеристики што тој ги содржал, новата црква е со помали димензии од претходно зацртаните, со намера објектот да се изгради побрзо и поевтино. Проектот е даден на фирми кои имаат намера да донираат средства и кои очекуваме во многу блиска иднина, не повеќе од овие месец и пол, да отпочнат со градежни работи по новиот проект. Значи, тие прават подготовка на предмерот и пресметката кој е поместен во таа техничка документација и многу брзо ќе добиеме надзад став од нивна страна, а освен став и надеж дека ќе почнат со градежните работи. Освен донаторите што првично се јавиле да помогнат за почетните градежни активности, од локалната се правеле преговори со други фирми од општината и пошироко да инвестираат во црковниот објект. Првичната идеја била храмот Свето Преображение според димензиите да биде идентичен со новата црква Свето Благовештение, што веќе се гради на ридот Драчевик на западната страна од градот. Одлучено е изгледот да биде сличен, но со помал габарит. Проценката на владиката Иларион беше дека тој е поприлично голем објект, бидејќи сега се гледа, не е тешко да се процени и вредноста и парите и времето. И ни вети тој тогаш дека ќе ни обезбеди техничка документација со околу едва 70% од содржината на Свето Благовештение. Значи, со 30% помалку и трошок, и форма, и облик. Секако дека ќе ги има карактеристиката на традиционалната македонска црква од рано-христијанскиот период, само во намалени, пропорционално намалени форма и димензии. Камен темелникот на новата црква за жителите на Усова Чешми и околината беше поставен во почетокот на мај 2006 година. Тогаш се најавуваше дека црквата ќе се изгради за 10 години, а во стартот биле обезбедени 13.000 евра за арматурата на темелниот склоп. Сепак, освен 10 метални шипки што се гледаат на површината на земјата, досега не се направи нешто повеќе.